Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Пеленскиот исип може да биде исклучително иритирачки за бебето, но и фрустрирачки за родителите доколку тие не знаат како да му помогнат на своето бебе. Бидејќи се јавува релативно често, треба да знаете што да преземете за да му помогнете во тие моменти, за пеленскиот исип да се повлече, но и на каков начин да се спречи. На оваа тема денеска ќе зборуваме со доктор Светлана Смугреска, педијатар. Добар ден, докторке. Добар ден. Добре ни дојдовте во магазинот за родителство. Денеска сега малку онлайн, посигурно заради ковид мерките. Апсолутно. Денеска ќе проговориме на една тема која што исклучително ги засега младите родители, односно родителите кои што имаат пред се новороденче или пак бебе во првата година од животот. Каква е кожата на бебето? Се разликува ли од кожата на возрастните? Има ли кожата развиено лојни жлезди, потни жлезди? Така. Значи, за разлика од кожата на поголемото дете, па новороденчето и малото дете има многу нежна, чувствителна, еластична, многу со еластин кожа, која многу е осетлива и фактички тоа е еден контакт на детето преку кожата со надворешната средина. Тоа е еден орган кој е фактички распространет низ целото негово тело. За разлика од поголемото дете, не содржи потни жлезди, затоа и бебињата кога ќе се родат не се потат, туку зависи како мајката ќе го покрие или колку ќе го умота, зависи колку ќе го стопли. Некогаш толку многу ги облекуваат така да ги прегрејуваат, па трчаат во амбуланта барајќи помош заради високата температура, а некогаш па ептен се оладени, не гледајќи мајката дека носат орачињата му се ладни, детето станува оладен. Значи, фактички самата кожа толку е нежна и таа дава со помош на испарување регулација на температурата. Не е способно само да се регулира температурата. Меѓутоа, бидејќи таа е единствен допир со надворешната средина, подложна е на различни инфекции. Најинтригантни предели каде што се добиваат инфекциите, точно така е пеленската регија, каде што фактички во зависност од тоа како се држи хигиената тука, зависи како ќе биде фактички тој дел од кожата заштита. Кај нашите мајки се уште стои тоа да поради мокрењето не мора да се мие газето, само ако се искака, напротив, додека е мало бебето во првите 3 месеци пожелно и понатака, да секое менување на пелената детето биде исплакнато, ако не со сапун, барем со водичка. Пелените е потребно почесто да ги менуваат, газето да останува, односно пеленската регија, глутеалниот предел да биде сув, повеќе сув, да не се задржува многу полната пелена на бебенцето, затоа што веднашка делува на кожата во тој предел. Кога споминавте пеленска регија, значи пеленскиот исип се јавува во пеленската регија, кој дел од кожата точно го опишува овој термин? Што се опфаќа? Па тоа го опфаќа глутеалниот предел, односно каде што е задникот на бебето и гениталиите на бебето. Меѓутоа тука е и препоната до умбиликусот, односно до папакот регијата, така да тој цел предел е покриен со пелената. Порано било со тетрата, сега е со памперсот. А како родителите да препознаат дека нивното бебе има пеленски исип? Дали секој е црвенило, значи воведува овој проблем? Па не би рекла дека секој црвенило во овој предел представува пеленски исип. Некогаш може да биде и интригирана самата кожа поради потење, не мора да биде само мокрачата и фецесот проблем за појавата на пеленскиот. Некогаш може да биде и користењето на хемикалии во овој предел. Мајката прекомерно користи хигиенски марамчиња, односно влажни марамчиња, кои се многу штетни да се користат постојано, забораваат да го измијат своето дете и многу често овој предел знае да се зацрвени. Црвенилото некогаш во пеленскиот предел е и поради тоа што столицата на бебето знаете дека е полутечна, некогаш и повеќе течна.
Тоа е поради тоа што кај доенчињата се формира столицата во зависност од населувањето на бактериите и вирусите во цревната флора и поради тоа се менува и коегзистенцијата на столицата, а воедно и бојата на столицата. Некогаш мајките исплашени ќе каже ја смена бојата во зелена, или е гладно, или е настинато. Јас често пати ќе им кажам дека тоа е фактички одраз на зреењето на дигестивниот тракт и како тоа нели се населува сапрофитната флора, така се формира и изгледот и мирисот на столицата на бебето. Веќе наведовте некои од причините кои што може да доведат до пеленски исип. Значи, конзистенцијата на столицата, потоа ги споменавте влажните марамчиња како една од главните причини, можеби, бидејќи речиси сите родители ги користат, а подобро е да се измие пеленската регија, како што споменавте, со вода. Исто така ги споменавте пелените. Ајде, докторке, малку да проговориме за пелените, особено оние за еднократна употреба. Важно ли е да се внимава пелената да не биде премногу тесна? Еве, споменавте да се менуваат често. Што значи често? Колку често треба да се менуваат, бидејќи повеќето пелени ги рекламираат дека имаат голема моќ за апсорбција, па родителите знаат и да ги остават бебињата подолго време со пелената. Па тоа сум го приметила. Ќе дојдат со преполна пелена. Кога ќе ја измерам пелената, може да тежи повеќе од 300-400 милилитра, што значи голема количина. Повеќе пати детето се измокрило во таа пелена. Точно тие се абсорбентни, може не пропуштаат и не ја влажна облеката што ја носи бебето. Меѓутоа, долготрајната користење на пелената предизвикува иритација. Значи има мокрача, има фецес во неја, и може да иритира нежната кожа која е многу подлажна на инфекција. А доколку повелете? Затоа често пати инфекцијата тука може дури да биде покрај тоа што и јас сум имала многу јаки пеленски осипи. Така да може да биде потребно користење и на антибиотска маст, затоа што иритирана е кожата, инфицирана е веќе, како импетиго направена, некогаш имаме и микотични промени, посебно кај деца кои имаат и сор во устата, па мајката наместо да ја чисти устата и со давање да пие детето капки, мајката ја чисти само со газа. Напротив, тогаш често пати знае да тоа од фекалниот, од анусот, да дел од гливицата се пренесе во пределот на гениталијата и да тоа биде многу голем проблем. Докторке, доколку мајката дои, дали дел од храната што ја конзумира може да предизвика проблем во пеленската регија кај бебето? Токму така. Храната што ја прима мајката, ја стално им велам на моите пациентки дека ако ти јадеш денеска пилешко со пире, значи твоето бебе јаде. Не е тоа вистина, меѓутоа делумно дел од конзервансите, обоените, значи хемикалите што се внесуваат преку храната се лачат и преку млекото и често пати кај децата предизвикуваат исто промена во пределот не само на пеленскиот дел, туку и на целата кожа. А во периодот на дохраната, кога почнуваат родителите да внесуваат нови вкусови, односно немлечна исхрана кај бебето, дали тогаш може да се јави пеленски исип, како некоја алергиска реакција на некој продукт? Вака се, алергиската реакција може да се јави, најмногу се јавува и го зафаќа пеленскиот дел. Меѓутоа се јавува како географска карта низ целото тело и тоа шета од еден дел на друг дел и карактеристично дека имаме фактички кожа која е ишарана и која за детето представува посебен проблем. Тој ја чеша, прави рагади, прави промени и може додатно да инфицира. Најчесто тоа се случува кога кожата е опфатена од некој алерген, значи нападната од алерген, мајките се исплашени поради изгледот на детето, а не се исплашени од тоа што може таа алергија да делува на дишните патишта, да има детето потешкоти со дишење, затоа што алергиите, ако се генерализирани, се пропратени со тежното дишење, како грудка ќе објасни детето во грлото, не можам убаво да голтам. Така да тоа бара потхитно да се внесе антихистаминик или тоа лек за алергија во зависност од
колку е возрастно детето, треба да се знае дали треба сироп или таблета, според килограмите се дозира. Му се објаснува на мајката дека треба да помине извесен временски период, дека алергијата и понатаму ќе биде присутна и по внесувањето на лекот, диетата е битна и постепено се решава проблемот. Ако се повтори проблемот и понатака, во тој случај треба да се посети алерголог или дерматолог. А кога зборуваме за пеленски исип, докторке може ли да се јави како резултат на примање на антибиотска терапија? Ако бебето прима антибиотик или пак мајката која што дои, исто така има потреба за ваков тип на терапија. Токму така. И кога е мало детето и мајката го дои, дел од лековите поминуваат низ мајчиното млеко, а со тоа влегуваат во телото на детето и по дејство на тоа, како детето да пие антибиотик, може да добие пеленски осип. Најинтензивно се појавува тоа ако не се зима пробиотик во време на користењето на антибиотикот и може да имаме многу тешки пеленски осипи. Посебно од некои сиропи, посебно се склони децата да создаваат пеленски осип, како што е амоксиклавот, ако не се внимава на дозата и ако не се даде пробиотик како што треба. Значи, да знаете, сите антибиотици идат со пробиотик и обавезно се внимава газето, да се внимава да биде редовно смената пелената, да се следи дали има црвенило доле, да се одмива и за обична урина, ако детето е само уринарено, за да не се направи уринарна, односно да не се направи пеленски осип, кој може да биде од потешок степен. А дали пеленскиот осип може да создаде и некакви компликации како што се уринарни инфекции? Може, многу често, затоа што тоа е посебно типично за девојчињата. Ако имаме тежок пеленски осип, кој е фактички пропратен со бактериска инфекција, бидејќи кај девојчињата анусот и уретрата се многу блиску, може да настане населување на бактериите во уринарниот тракт и да настане уринарна инфекција, која е понатаму пропратена. Покрај пеленскиот осип имаме голема висока температура, која е септична, високо фебрилни деца со 38, над 38,5, 39. Повеќе дена може да бидат со температура и типично е дека потоа мајката ќе примети дека мокрачата мириса чудно, го соблекува детето, мислејќи дека е искакано, а фактички тоа е миризбата на урината. Кога обично се јавува пеленскиот исип? Дали во првата година од животот, кога бебето е помало, или пак може да биде присутен и во втората година, доколку детето носи подолго време пелена? Пеленскиот осип се јавува уште по раѓањето. 8-миот, 7-миот ден од животот веќе децата може да добијат пеленски осип. Дури кога ќе ги донесат кај мене по 3-4 дена од болница, децата може да имаат пеленски осип. Тоа е многу страшно, затоа што мајките пак и понатаму плашејќи да не го настине, го бриши со марамчето и тоа се вртиме во крупча, додека на крај не дојде кај мене, побара помош повторно и објаснам дека како треба. Кога е јак пеленскиот осип, треба да ги симнеме и памперс пелените. Дури јас препорачувам да се носи обични гаќички со пелена, ако треба обична, тетрапелена, платнена, за да можеме полесно да го следиме. Кога е измочено да не става дури ни гумени гаќички, да детето кој ќе го извади пеленчето, детето се одмие и се исуши со фен, значи да не го бриши, да не ја иритира кожата. Значи да биде сосема сува. Суво, па после да ја стави пелената. Секогаш да користи креми кои се богати со цинков оксид, значи кои ќе смируваат кожата. Многу ретко, ама некогаш е потребно да ставиме и кортико кај тешки пеленски осипи. Па дури некогаш ставаме и антимикотик, затоа што некогаш има потреба и од такве креми. Колку време обично е потребно за да се повлече пеленскиот осип? 5 дена потребно е редовна терапија, 2 до 3 пати на денот или до 7 дена. Најчесто до 7 дена и доволно е за да се смири пеленскиот. А во однос на мачкањето на кремите?
Дали треба да го применуваме оној став што по-дебел слој, толку подобро? Напротив. Што помал слој, толку подобро. Што подебел слој, уште полошо. Таа се закоравува на кожичката и уште поголем проблем прави. Значи, се што е умерен. Дури јас некогаш кога е само црвен препонот, или, например, бебињата знаат да бидат црвени околу гушичката, под мишките. Јас им велам обичен екодерм да користат. Таа стара крема која забораваат Така, и нашите мајки ја користеле. Да, меѓутоа таа е многу убава крема. Таа има витамин А во голема количина, а витаминот А прави брза репитализација. Па дури и кај оние големи амоникалијални дерматити, јас им велам да користат и екодерм покрај другата крема што ќе ја ставам. Затоа што сега и сегашниот екодерм вие со убав мирис, некако порано на риба да мириса бебето, туку како на кокос. Така. Сум приметила така да и малите бебиња се уште кај мене кои ќе ги донесат, ги мачкаат со екодерм. Така, може таа крема да нанесат на цело тело и на лице, на цело и на тело, посебно ако се рачиња, перуте, ако е суво, тогаш во може пеленска да... регија? Па и во пеленска, кога е само имаме благо црвенило, зошто да не? Таа убаво ја еластичноста му ја враќа, поспешува подобра епитализација, нема потреба друга крема да става. Доктор, ке да ги поканиме и гледачите денеска да се вклучат во магазинот за родителство 0+ месеци. Верувам дека ќе имаат прашања поврзани со денешната тема. Покрај пеленскиот исип ќе опфатиме и други проблеми со кожата, како што е сувата кожа или пак оние екземи што се јавуваат особено во зимскиот период. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Почитувани, добре дојдени се вашите прашања. Доктор Светлана Смуграска, која што има големо искуство во областа на педиатријата, ќе даде одговори на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што денеска зборуваме. А сега ќе се задржиме, докторки, уште малку на пеленскиот исип. Обично се случува бебињата кои што се склони на пеленски исип, откако ќе им се смири, овој проблем да се повторува. Некогаш родителите во текот на ноќта не ја менуваат пелената, откако бебето ќе се искака, плашејќи се да не го разбудат. Сега, во случај бебето да е склоно на пеленски исип, треба ли навечер да внимаваат да е чиста пелената? Јас најчесто им велам дека навечер не треба да го менуваат за да не го рушат сонот, затоа што секогаш родителите до 3-та година не се наспани. Нивното посета кај мене е поради тоа што не се наспани тие, а не оти детето е проблемот. Едно ќе ви кажам дека сема ако е какана мора да ја сменат. Само мокрена пелена со урина може да остане цела ноќ. А додека ако е какана не е пожелно да седи. Може лесно да се контаминира гениталниот дел. Нели рековме кај девојчињата, па и кај машките да направи проблем. Ако е фимозичка. А какво е расположението кај бебињата кои што имаат пеленски исип? Дали се тие нервозни? Многу се нервозни, плачливи, не сакаат да цицаат. И цело време бараат мајките причина некоја друга. Кога ќе го отповие детето, ќе ја видам причината што е тоа. И веднаш како средување на пеленскиот се средува и се враќа во нормала и цицањето и детето е смирено. А се случува ли да плачат кога им го измиваат мајките газот, односно пеленската регија? Да. Тоа е сепак болно. За нив представува сензација на болка и они секогаш нагодуваат и плачат. Мора да се смири, па... Така. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Ало. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Ало. А јас ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, доколку сакате нормално да комуницираме и да не слушате преку слушалката. Значи, тоа за почеток. Мислам дека нема да може да се слушнеме овој пат. Гледачката не го реши проблемот. Во ред имаме друг гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден.
Може ли да го Јас се слушнеме? јавувам. Така? Ало. Да, ве слушаме, сакаме да го чуеме Се вашето јавувам. прашање. Да, во ред. Јас се јавувам до водителката. Прекрасна водителка сте. Благодарам. Марија на телефон. Мило ми е, Марија. И сакам да поставам едно прашање. До докторката. Значи, во право, ве пратам, значи, све такви докторки искрени на младите, јас сум баба, имам 5 внуци, на младите мајки да им кажете убаво и убаво им кажувате, а плюс сакам да знам толку беше, имам внуци, да исчекам и параунција и сите и да раѓаат по 3, не по едно. И друго сакам да ве замолам, водителке, ве ценам, прекрасна сте, само да не можете да носите, мислам доктори од приватните, ве молам. Така, добро, тоа е ваш став, ви благодарам за вклучувањето. Ние ги бираме најголемите стручњаци во областа, без разлика дали работат во приватното или пак во државното здравство, бидејќи целта ни е да ги добиеме вистинските совети и препораки за одредени здравствени состојби. Мислам дека тоа е најважното од се. Така, докторке, ќе продолжиме со денешниот муабет. Мислам дека ќе имаме прашање кое што е поврзано со денешната тема, но не беше тоа така. Колку често оние бебиња кои што имаат проблем со пеленски исип, родителите ги советувате да ја измиваат пеленската регија во вода во која што раствориле хиперманган, или пак нели водата станува црвена, па да се измие газето на таков начин, или пак да употребуваат сода бикарбона растворена во вода. Помага ли тоа? Помага бајаги, затоа што тоа е локален дезинфициенс, кој ќе се одмие газето со такво средство, полесно може после со тапкање да се избрише и да се стави лековитата крема за да има подобро дејство. Ако не ја измие, некој измиеме убаво газето, само со обична вода, некогаш и не може да убаво да се измие, сапунот може да го иритира, затоа е пожелно да се стави или камилица или сода бикарбона, растворена во водата што ќе се плакне газето, или може да биде ставено калиум хиперманган, слабо роза боја, не многу лилакова, за да може убаво да се измие пеленскиот дел. Така. Сега, колку често доктор ќе се јавува овој проблем? Во некои проценти имате ли такво искуство? Дали секое второ бебе? Дали секое бебе, всушност, во одреден период од животот ќе го развие овој проблем? Па најчесто јас го гледам тоа кај децата до 6-тиот месец. После 6-тиот ретко, меѓутоа има и дечиња што и покасно појавуваат. До втората година има многу често, посебно со оние дечиња каде што мајката веќе го носи во градинка, го враќа од градинка, па таму му стаиле друга пелена, не од анаа што ја стаиле, го избришале со друго марамче и се јавува и кај поголемото детенце, значи не само кај доенчето до 6 месеци, тогаш пак е проблемот влажното марамче, менувањето на пелените, користењето на некои хемикали кои не се пожелни или, например, посебно ако се ставаат облека на некомотна облека на детево или облека што е натопена во јаки детергенти, хемикали, омекшувачи и така натаму, дури имаме промени не само околу пеленската, туку целото тело. Значи, треба да се внимава и на прашаците за перење и омекнувачите. И омекнувачи. Да, омекнувачи да се користат или не? Па најчесто јас им велам во почетокот мајките да ги плават малку повеќе лиштата, и ако ставиле омекшувач, нека биде исплавена 2-3 пати облеката на бебето, за да не биде во контакт со бебешката кожа и детската кожа. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало. Добар ден, во програма сте. Ало. Ало. Вака, значи имаме проблем со вклучувањето на гледачот, продолжуваме понатаму со денешната емисија. Во кој случај препорачувате родителите да се обратат на педијатар ако нивното дете има пеленски исип? Па ако пеленскиот исип не можат сами да го решат и ако продолжува повеќе од 3 дена, треба да побараат совет од педијатар.
Не се остава детето да седи така и сама мајката да го решава. Значи ќе покуша еден ден, два, он се влошува, уште полошо станува глутеалната регија и гениталната, треба детето да се донесе на доктор. А дали има вистина дека пеленскиот тисип почесто се јавува кај бебињата кои што се склони на алергија? Па тука и држи работа, тоа е токму, ако детето е атопичар, посебно атопичар, покрај сите други регии што се опфатени, може да биде опфатена и глутеалната регија, односно пеленската регија. Така, тука ќе поберам еден блок реклами да погледнеме, а веднаш во вториот дел од емисијата ќе проговориме за атопискиот дерматитис и за сувата кожа кај бебето, секако со доктор Светлана Смугреска. Останете на Телма. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци, каде денеска зборуваме за сувата кожа кај бебињата со акцент на пеленскиот исип. Гостинка ни е доктор Светлана Смугреска, педијатар со долгогодишно искуство. Докторке, нормално ли е бебето веднаш по раѓањето и во првата година од животот да има сува кожа? И дали е прифатливо да се лупи кожичката на зглобовите на рачињата и на ноџињата, особено кај новороденчињата? Да, тоа е чест пример кај новороденчињата, толку е тенка кожата. Додека се доби еластичноста, му треба време и често пати е потребно тие деца да се мачкаат, односно да не се бањаат често. Порано беше секој бебе до 6 недели да се бања секој ден. А сега се препорачува на 2 до 3 дена, посебно зимно време, детето да се бања. Затоа што со бањањето се суши кожата уште толку. Бебињата немаат лојни жлезди, како возрастните, ниту пак имаат развиени, посебно оние новороденчињата, потни жлезди. Меѓутоа, под дејство на хормоните на мајката може да се јават неонаталните акни и комедони. Не кај секој бебе. Ако има многу изразени хормони кои влегуваат преку мајчиното млеко, може да се јави тоа и таа состојба кај бебето не треба да се третира со никакви хемикали, ниту бара некои медицински интервенции, самото од себе се смирува кожата. Второ, сувачата на кожата, посебно како што опишавте, на лактите, на колената, на стопалото, околу шаките, тоа е типично и таквото бебе после бањање треба да се обавезно мачка со хидратантна крема. Јас ја препорачав, сега ви кажав, Екодермот, кој многу ретко го користат. Меѓутоа, гледам моите постари од мајки што имале 2-3 деца пред тоа, веќе и кои ќе го донесат првите 6 недели го користат само тој крем и стварно нивната кожа е многу подобра него кога ќе почнат одма со тие хемикали и мачкање со млека. После нема време да го мачкаат со млеко. Така. Затоа што кожичката е нежна, осетлива. Ако ние ставиме парфюмирана крема или ако ставиме сите оние посебно креми што се и многу скапи, може некогаш напротив, наместо да прави добро, да направи затварање на тие поричките нивни и сум видела многу различни промени на кожичката на новородено, па и деца до 1 месец-2. А кога бебето се бања, ве споменавте новите препораки, велат не секој ден, капење на бебето преку 1, преку 2, преку 3 дена. Преку 2 и 3 дена. Зимно време. А кога бебето се бања, потребно ли да се употребуваат купки, шампони? Треба ли да се внимава и на тоа? Порано се знаеше дека се бањаше бебето со сапунча. Тоа беше или косили, мерима, бекутан, сапунча, како неутрални бебешки сапунчиња кои одма се користат. Меѓутоа сега имаме многу убави купки кои не солзат очиња, пријатни се, не треба многу само количествено да се користат. Мала количина колку да се измие телото, да се отстранат наслагите, да се замие убаво газето и толку е доволно, или посебно да се измие главчето за да се ослободи малку од темениците.
Тоа е веќе себороични промени на кожичката на главата, кои треба постепено да паѓаат, а некако мајките што сакат одма да ги исчешлаат и потоа почнува крварење од местото кај што паднала теменицата и Значи не треба да се чешла теменицата, така? Те Па, купуваат најчесто некои се метки чешлаат чешлиња и постојано. Ако се третира со кремче кој е посебно за теменица, па се Така. мачка преку ноќ, па од забајле ќе се исчесла со посебна четка, нели, што не е со притискање, тогаш да. Ама кога со чешла ќе ги надразнуваат темениците и вештачки ги симнуваат, тогаш настануваат промени и инфекции. Имаме гледач докторке, Ајде. да го вклучиме во програма. Овој пат се надевам успешно. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Повелете. Добар ден. Ве слушаме во програма. Сте повелете. Имам едно прашање до докторката. Така? Имам Јас... бебе 45 дена. Така? Има осип на кожата, на градите, на цело лице и на грбот. Жолто. Каков рековте осип? Јас ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот. Сите носипе. Исклучете го телевизорот. Сите носипе, бевме на доктор. Добро. Ја ќе ве замолам да го исклучите телевизорот и да комуницирате со нас преку слушалката, бидејќи на ваков начин... Вака не да слушам, па преку слушалката. Ама преку слушалката само вие кажете го прашањето, потоа одговорот ќе го слушнете на телевизија. Ало, се слушаме? Да, се слушаме. Значи, вашето бебе има 45 дена, има исип, сте биле на лекар. Исипот е по грбот и по стомачето. На вистина, еве, во интерес на времето, тука јас ќе го прекинам гледачот. Јас сите гледачи кои што ќе се јават, ќе ги замолам да го исклучат телевизорот и комуникацијата да сведат преку слушалката, за да може да го добиете и одговорот. Нормално ли е, докторке, на оваа возраст бебињата да имаат ваков исип и што може тоа да биде? Треба тоа да се види од доктор. Најчесто може да бидат инфекциите и бактериски, да е пиодермија, а може да е и осип кој настанал поради користење, ви реков, химикали во перењето на лиштата, кој се во допир со бебешката кожа или омекшувачот, кој може да прави интригентно својство. Инаку атопиите како атопии се јавуваат некаде покасно. Некаде после месец-два почнува атопијата. Таа е генетски предиспонирана. Во првите 6 недели претежно се состојби кои се поврзани со инфекции или надразнување од надворешната средина. Докторке, некогаш бебињата имаат рапави црвени образи. Атопија ли е тоа? Да. Секогаш фактички појавата на атопија е карактеристично на образите. Дури некогаш мајката мисли дека нејзиното дете е бело-црвен, а не дека се работи за атопија. Атопијата е состојба која е генетски предусловена и се јавува под дејство на алергени кои детето ги прима преку храната. Најчесто тоа се вештачки бои, засладувачи, конзерванси, потоа може чоколади со некои зрнести храни или користењето на смоките кои имаат екстракт од кикерика. Потоа може да бидат например сокови со вештачки бои и така натаму. Како и да е, атопијата или користењето на јајцето порано или па користењето на млекото, кое најчесто поради негова јак алерген може да даде и да го покрени тој механизам за појавата на атопијата. Атопијата најчесто карактеристично се јавува на образите, меѓутоа ќе ја најде мајката и околу, да речеме, се појавува првично околу лактите, на трешната страна на лактите, потоа може да се јави во пределот на било кој дел на телото, во пределот на беленскиот предел може да се јави. Карактеристично е дека кожичката заруменета, кој ќе пипнеме рапава, како да има рагатички, пукната, некогаш може и да крвари. Ако е во тешка форма, некогаш има потреба и користење на лекови, тоа се најчесто кортикостероидите, а се препорачуваат јаки
и добри, хидратантни, ненадразнувачки креми, кои не содржат многу хемикали, со природни од добар квалитет, не содржат ни мирис, ниту пак имаат некои посебни бои во нив. Децата кои што имаат атописки дерматитис обично чувствуваат јадеж, се многу нервозни, плачливи. Што можат родителите да преземат во тие моменти за да ги смират? Во тие моменти мачкање на кожата, некогаш има потреба и користење на антихистамини како е детето користело некој препарат кој го предизвикало воспалението на кожата уште толку повеќе да се изрази. Атопијата секогаш иде заедно и со бронхитот и со астмата или пак со алергичниот ринит. Така да ќе примети мајката и ќе дојде исплашена дека покрај тоа што детето кашла или му тече носето, има поизразени промени на кожата. Сепак е тоа генетска состојба и треба да се внимава на храната детето што ја прима, облеката да биде посебно за детето, да не ја користат другите деца, да биде секогаш вниманието посветено како ќе се врши хигиената на таа облека, значи да не се користат јаки детергенти, омекшувачи кои може додатно да иритираат кожата. Ајде да го слушнеме следниот гледач, се надевам овој пат успешно ќе се вклучи во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавив пред малку. Добра. Детето ми е 45 дена. Така? Има осип на градите, на цело лице и малку на грбот. Добра. Сипен осип, значи многу рапава кожата. Бевме на доктор, ја испитаа крвта, но не било за антибиотик. Ни рекоа само има многу сува кожа и ми препорачаа некоја крема за сува кожа. Купив на Биодерма. Така, некој емолиент сте земале? Така, да, баш така. И мачкаме после бањање сега сам. Добро. Има некоја подобрување, некоја време после мачкањето, но па по некој саат, па така кога да се надразнува кожата. Така, па сега барате совет како ова да се реши? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Гледачот беше упорен, бидејќи сепак има проблем кој што сака да го реши, се работи за навистина мало бебе. Така. Значи се можам да кажам Да, повелете. Да. Јас би рекла дека токму така се работи од иритирана кожа, бидејќи таа слаба и осетлива кожа, убаво му кажала докторката да внимава на хигиената и да користи добро емулгентна крема, која е доста квалитетна, Биодермата е доста јака и добра. Покрај кремата што ќе ја користи или млекото после бањање, треба да внимава и со истата шампон или купка детето да го бања. Значи, бањањето и мачкањето да биде од истата, подобро е. Ако нешто се влошува, пак ќе оди до кај својата докторка, за да видат да не е случајно нешто друго. Затоа што он точно го кажува каде се наоѓа тоа, кај што е допирот со облеката, на грбот кај што лежи, на градите, кај што се притиска до мајката додека цица. И мајката треба да внимава што внесува во незината исхрана. Нели рековме да нема хемикали, да нема алергени многу, за да може да не се создаваат тие осипи по кожата. Ако е генетска, генетика е генетика. Таа ќе се јавува, ама ќе знае таткото понатака како треба да се справува. Да не бара одеднаш као да го снема проблемот, затоа што најчесто докторите користат одма кортико, и одеднаш као ќе го снемат, ќе го прекинат користењето на кремата и ќе се врати проблемот. Значи не се бара одеднаш да го снема проблемот, туку самиот родител ќе види што прија, што добро, што недобро делува на таа кожа. Така, се е бидејќи индивидуално. А што се однесува на децата со сува кожа и оние кои што се атопичари, дали зимскиот период, кога има парно греење, кога воздухот е сув, доаѓа до влошување на овој проблем? Па чисто пати зимата не е само парното и воздухот сув, туку кожата е облечена, не е проветрена, така? Па ако долго време детето е потурено или измокрено, па останало истото блузиче, посебно кога децата во јасли во градинка. Потоа треба да се внимава, реков, да биде облеката комотна
да биде хигиената запазена во облекувањето и кожата обавезно да се внимава да биде секогаш да не се иритира со хемикали, туку да биде, ако е случајно сува, со некоја хидратантна крема помината. Да не остава да остане сува. Доколку кај детето се јавува кара редовно мачкање со креми, неколку пати во денот, за да не се досушува промената. А колку често можат овие бебиња, односно деца, да се капат, да се бањаат? Дали водата е пријател или непријател на атопичната кожа? Да, бањањето не е баш пријател на атопичната кожа, затоа што е намален и еластицитетот и хидрацијата на кожата, колку повеќе бањаме, таа уште толку ќе станува сува и полоша. Значи, не значи дека не треба ич да се бања, али да се има некој редослед 2 до 3 пати во неделата со користење на квалитетни купки и млека. Што говори вашето искуство? Дали е зголемен бројот на деца кои што се атопичари, односно што имаат атописки дерматитис? Многу. Значи, приметувам дека во последно време атопијата до пред едно 2 до 3 години беше многу често. Секој второ дете беше со атопија. Од кога почнаа децата да користат пробиотик редовно, секој дневно, како што го користат витаминот Д, атопијата многу сум среќна што се помалку ја има. Тогаш се јавува само кај деца кои се веќе вистински атопичари со генетска предиспозиција. А пред тоа беше, да кажам, мислам дека неправилниот тип на исхрана, неправилната држање на хигиена и така натаму. Уште еден гледач имаме, ја се надевам дека ќе има простор да се вклучи. Добар ден. Добар ден. Видите, ја слушам докторката. Така. Мајките за малите бебиња основно треба да внимаваат на храната. Храната е најголем причинител на појавување на осип, затоа што тоа е алергија. Осипот е 99% алергија. Тоа е под број 1, под број 2. Нека си купат ова крема што беше за време. Така, добро. Јас ви благодарам за вклучувањето во програма. Ние сепак тука ги следиме советите од стручните лица. Докторката појасни во кој случај исипот е резултат на алергија, кога се работи за нешто друго. Докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Навистина бројни совети и препораки кои што се корисни пред се за новите родители, кои што се соочени со навистина огромен број предизвици. Верувам дека сето ова име од голема корист, бидејќи не е едноставно кога ќе видите исип во пеленската регија или пак обравчиња кои што се црвени, кои што се рапави, кои што се лупат и се вовет во еден атописки дерматитис кој што може да трае со години. Така. Благодарам што ме повикавте и убаво е вака и онлайн да се дружиме. Мада физичкото присуство е подобро, меѓутоа и вака можело. Така, може и вака. Секако се надевам дека следната наша средба ќе биде во студиото на Телма, кога ќе проговориме за некоја друга тема од областа на педијатријата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вашата покана. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Гледајте го магазинот за родителство секој понеделник во 12:45, кога добивате корисни совети и препораки за здравјето на вашето дете, но и многу насоки поврзани со стилот на воспитувањето на децата и предизвиците во родителството. До гледање.